Жителите на општините Кичево, Охрид, Дебарца и Струга со задоволство го дочекаа почетокот на изградбата на автопатот. Со него велат ќе се надминат многу од проблемите со кои секојдневно се соочуваат. Со таква комуникација дека и овој крај повторно ќе заживее кој порано. Ќе се намалит одливот на туристи во странските земји, ќе биде тука во Охрид. Магистрала што е исток-запад, коридор што е од огромно меѓународно значење. Автопатот кој го добива Западна Македонија се очекува да ја раздвижи економијата поради подобрената комуникација со соседните земји и лесниот транспорт на луѓе и стока. Очекуваме отворање на нови работни места, огромен ангажман на стручни кадри, градежништвото и индустријата, подобра бизнис клима, поголема конкурентност на државата при привлекување на странски директни инвестиции, подобра поврзаност на помалите со поголемите населени места, подобра поврзаност со соседните држави. Премиерот Груевски е задоволен особено од поддршката од Народна република Кина во изградбата на делницата. Автопатот Кичево Охрид ќе биде со должина од 57 километри и инвестиција од 375 милиони евра. Новата автопатска делница е наречена Мајка Тереза. Се очекува да биде најмодерна во земјава. Ќе поминува и оттука во близина на селото Кленоец, а ќе биде изграден и тунел кај превојот пресека. Во тек е изградбата на делницата Демир Капија Смоквица. Вчера започна да се гради автопатот Скопје Штип, кои заедно со оваа делница прават вкупно 132 километри нов автопат, со што за 50% се зголемува автопатната мрежа во земјава. Автопатот од Кичево ќе започне со клучката Кнежино, која ќе има функција на поврзување на постојниот магистрален пат со идниот автопат. До Охрид ќе бидат изградени уште 7 армирано-бетонски мостови, 22 вијадукти со вкупна должина од 4,5 километри, 6 надпатници, 13 подпатници. Изградбата на оваа автопатна делница ќе трае во следниве 4 години.